Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во новото издание ВМРО ДПМН. Зборува, пратениците зборуваат една година отчет. Вечерва на мое големо задоволство е мојата драга и почитувана колешка од 4-та изборна единица од градот Прилеп, градот под марковите кули, градот на тутунот, градот на смејата и шегата, градот на многу убави нешта, мојата почитувана колешка Билјана Кузмановска, која е економист по професија. Добро вечер, Билјана. Добро вечер, Вети. Ви благодарам за поканата. Секогаш е чест и задоволство со моите колеги да се позборува, посебно вака во еден убав термин, како што имаме петок навечер. Ние во собранието овој период имаме една многу интересна тема, а тоа е поврзано со економијата, ребалансот на буџетот на Република Македонија, и би сакала да зборуваме малку повеќе околу тоа, што значат предизвиците за ребалансот, што значи се што е поврзано за нашите граѓани и нивниот добар начин на живот кој треба да се обезбедува конечно во Македонија. Но би сакала најнапред да прашам за она што значи малце понастрано од оваа тема, бидејќи една друга тема е исто така актуелна, а тоа е демографијата и она што значи демографско старење на Македонија и сите оние проблеми кои произлегуваат, и некако сите имаат оправдување за нешто кога се разговара за тоа што значи семејство, работа, кариера и така натаму и така натаму. Јас сакам малце да прашам, бидејќи ние се познаваме, а еве и јавноста да знае, како изгледа да се биде пратеничка од Прилеп и пратеничка мајка, како изгледа, сопруга и се што е поврзано со вашето работење. Па, добро, Вети, вака да се биде мајка, сопруга и политичарка не е лесно, но можам да кажам дека е бесценето. Овие улоги бараат огромна посветеност, љубов и трпение, но семејството е тоа што ни дава сила и мотив за да бидам подобра политичарка, да одлуките кои што ги носам да ги гледам низ призма за иднината на нашите деца. Балансот не се постигнува секогаш совршено, но со добра организација, со поддршка од семејството и со една јасна цел може да се постигне се. Моето семејство е моја најголема поддршка, моја најголема инспирација и затоа можам да кажам дека успевам голем дел од обврските да ги постигнам, затоа што не сум сама. Така. Се согласувам, кога се сака се може, но покрај семејството и граѓаните ни се исто така еден мотив за да успееме во работата за која што сме се обврзале и ветиле, и со најдобра намера сакаме да ја сработиме. И кога веќе е за нашата работа, нашата тема е поврзана со ребалансот на буџетот и како сега тоа изгледа од ваш агол, се она што се случува во собрание поврзано со ребалансот на буџетот, кои се оние клучни моменти кои вие ќе ги издвоите за македонската јавност, еве, да е поврзано со оваа тема? Вака, најпрво сакам да се заблагодарам за можноста што можеме да зборуваме за клучни прашања кои што ги засегаат нашите сограѓани. И можам да кажам дека ова е исклучително важен чекор за ние како пратеници да излеземе надвор од собраниските клупи и пред јавноста да зборуваме отворено што носат некои одредени политики, да покажеме отчетност и транспарентност. Ребалансот на буџетот е документ кој што го определува квалитетот на живење на нашите сограѓани и во нашата земја, од студенти и пензионери, па до млади семејства и до стопанственици. Можам да кажам како клучни елементи во овој ребаланс, да ги издвојам стабилноста, затоа што имаме зголемена наплата на приходите без да се зголемат даноците, а тоа е резултат на зголемена доверба на институциите и зголемена доверба и во фискалната дисциплина. Да кажам, тука можам да го издвојам и развојот, затоа што имаме зголемување на капитални инвестиции, на капитални проекти, како што се
од патишта до училишта, да речем од болници до енергетика и во многу други сегменти кои што се многу битни во нашето општествено живење. Можам да ја напоменам и најклучна ни е грижата на граѓаните, тоа се покажува и во ребалансот со зголемување на платите, зголемување на пензиите, со инвестирање во младите. И пак ќе кажам апсолутно во секој сегмент кој што ни е битен овде во нашето живење, во нашата држава. Ова не е ребаланс што реагира на криза, ова е ребаланс како резултат на добра наплата и на паметно управување и затоа сакам да кажам и дека ребалансот не е политички, ова е човечки ребаланс каде што секој денар значи олеснување за секого, значи нов пат до село, ново училиште, нова градинка, едноставно една нова можност за да се подобри начинот на живење овде во нашата земја. Така. Изминатиот период на работење, додека ја имаме оваа комисиска расправа, во еден дел имавме општа расправа, а во еден дел имавме и започнавме со амандманската расправа. И сега, вака едно како заокружување, да речам ваше, од она што ние го работиме таму, нели опозицијата критикуваше. Дали нивните критики, еве можеме и од неколку аспекти да го разгледаме тоа. Сепак, јас, например, сум втор мандат како пратеник. Во првиот мандат бевме ние опозиција и навистина имаше критика и од наша страна секако, но нашите критики беа издржани. Ние со факти и со докази го правевме тоа. Како изгледа денес критикувањето од страна на опозицијата? Што тие всушност правеа изминативе денови во собранието? Така, како што кажавте, критиките се веќе познати од страна на опозицијата и можам да кажам во текот на општата расправа, па еве и сега во амандманската, дека повторуваат се еден ист рефрен, дека се кратело, дека ребалансот не е реален, дека немало реализација, но доколку имало кратење, зашто тогаш имаме зголемување на плати, зголемување на пензии, имаме зголемување во социјалата и во образованието. А доколку немало реализација, зашто тогаш во првите 5 месеци се надминати проекциите на приходите, а трошоците се под контрола. Доколку овој ребаланс не бил реален, тогаш зошто имаме 250 евра поддршка за 55.000 студенти, имаме набавка на 120 нови автобуси, имаме инвестиции во студентскиот сегмент и во ред други работи. Опозицијата ниту понуди алтернатива, ниту пак покажа почит кон реалноста и мислам дека треба пред граѓаните да покажеме аргументи, а не флоскули. Така. Дека им го должиме сето ова. Така, секако се согласувам. Тоа е и како искуство, јас ќе го споделам од минатото, бидејќи јас доаѓам од општина Кисела Вода и кога работевме како пратеници во опозиција додека бевме и додека општината беше раководена од кадар на СДС, секогаш со факти настапував од аспект на тоа дека ветеното кое го дале предизборно не било реализирано и да помогнеме во аспект на тоа да побараме со еден амандман или повеќе амандмани сме барале за да се реализираат оние нивни дадени предизборни ветувања. Сега имаме една сосема спротивна ситуација и ќе го кажам конкретниот пример за општината од каде доаѓам, каде веќе на аплициран проект кој што е влезен во процедура и така натаму, а јавноста е информирана за тоа, тие бараат амандмански сега да се обезбедат средства со ребалансот на буџетот, а веќе сето тоа е добро организирано. Ова покажува и една безидејност од нивна страна. Какво е вашето искуство? Еве, јас ви раскажав за македонската јавност нешто од претходно што било. Какво е вашето искуство околу тоа? Како изгледа еве оваа амандманска расправа да ги запознаеме? Па вака, амандманската расправа си тече и транспарентно.
Уште еднаш можам да кажам дека опозицијата покажа дека не е подготвена да ја надрасне дневната политика, дури никога се работи за трагични настани, како што е и настанот во Кочани. Жал ми е што ова сега го зборувам. Поднесените амандмани не се проблем само од себе. Напротив, тоа е дел од демократскиот процес. Но проблем е кога трагедијата со човечки жртви се користи за ефтини политички поени. Ја разбирам потребата за политичка дебата во ред, но постојат граници на човечност и на пристојност кои што не смееме како политичари да ги надминеме. Ние како парламентарно мнозинство остануваме посветени на вистинските потреби на граѓаните. Можам да кажам и дека со оглед и на трагичната ситуација дека се преземаат конкретни мерки и дека ќе има подобрување, меѓутоа политички поени ќе има кој кога ги заслужил со работа и со резултати, а не на грбот на туѓа несреќа. И не само за тој амандман, тие што беа поврзани околу сето ова, целата оваа трагедија, на која што одговорно и власта и ние како пратеници во собранието напоменавме дека се прават сите напори и дека се обезбедени средства и дека се работи за тоа. И не само на таа тема, и на многу други теми. Излегуваат поранешните министри за кои има одредени сознанија за сторен криминал во одредена област, излегуваат и поднесуваат амандмани почитувана македонска јавност со кое што, за жал, самите себе си се деградираат, а не нешто друго да постигнат. Она што како активност го имаме во собранието е поврзано со овој ребаланс на буџет кој дозволува и овозможува многу за секого, заради тоа што се покажа во Македонија дека изминатава година се работи одговорно и отчетно. Средства има заради тоа што се обезбедуваат средствата и наменски се трошат истите, нели, кај граѓаните, а не да се крадат како што беше случајот во минатото. Она што сакам сега да прашаме тоа, какви пораки носи овој ребаланс? Владата знае да ги постави приоритетите и да ги насочи средствата таму каде што се најпотребни. И тука можам да извоем фискалната стабилност, што не е резултат на и не значи штедење на сметка на граѓаните, туку паметно трошење за граѓаните, вредноста која што се препознава таму каде што е, во здравието, во знаењето, во социјалната правда, во младите, инфраструктурата и енергетиката, капиталните инвестиции кои што се зголемуваат и ги гледаме, а и во иднина ќе ги гледаме на терен из цела Македонија. И можам да кажам дека од ребалансот се гледа дека ова не е само технички документ, туку ова е визија како државата гради доверба, одговорност и резултати. Многу проекти, многу активности, многу работа и сето тоа ќе носи одредени, нели, резултати. И сега, како еден заклучок, кои се вашите пораки за воиднина пак? Што граѓаните да очекуваат за воиднина од сите активности кои што ние како пратеници ги превземаме? Кои се вашите пораки? Граѓаните треба да очекуваат еден континуитет, но тоа да не биде само на ветување, туку да биде на реални резултати. Владата има стратегија и има политичка волја да ја спроведе. Како пратеници, наша обврска не е само да зборуваме по телевизии, туку да водиме грижа за секој еден денар од буџетот да биде наменет баш таму каде што е најмногу потребен.
Денес очекувањата на луѓето не очекуваат некои спектакли, тие не очекуваат чуда. Мислам дека граѓаните веќе очекуваат и дека очекуваат државата да застане позади нив, да знаат дека не се сами и дека не се само бројки на хартија, туку тие се живи луѓе кои имаат реални потреби. Како пратеници, нашата работа не завршува со подигање на рака во собранието, напротив, нашата обврска тугаш започнува, а наша должност и одговорност е да се грижиме за потребите на граѓаните и да овозможиме подобри услови за живење во нашата средина. Да видиме и реални проблеми има и секогаш ќе има, но денес разликата е што денес имаме влада која што ги засука ракавите и која што наоѓа решенија за тие проблеми, која што навистина се бори да постигне позитивни резултати во подобрување на начинот на живење во нашето општество. И сето тоа го прави без паника, без популизам и без импровизации. Мојата порака до граѓаните е јасна. Очекувајте повеќе реализација, повеќе доверба и повеќе грижа за секој еден граѓанин, затоа што државата не ја градиме со кампањи, ја градиме со дела, заедно со вас и заедно со вас и за вас. Така. Многу убава порака, одлично, се согласувам. Владата сега работи, владата посветено работи, не игра фудбалчиња по кабинети како што тоа беше примерот во минатото. Ви благодарам многу за гостувањето и почитувани. Со ова денес завршуваме со првата сезона и во добро здравје, ние како пратеници продолжуваме да работиме во Собранието на Република Македонија, но ваквите емисии со добро здравје да очекуваме дека можеби ќе се случуваат и во иднина. Ви благодарам. Бидете во добро здравје.